Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Радио Лидер почнува со класичното предизборие, им даваме простор на сите председателски кандидати да се појават во нашето студио и да продискутираат по 45 минути, 50 минути, 1 час, зависи од тоа кој колку време има и колку потреба има да зборува. Им пративме покана на сите председателски кандидати од сите политички партии, без да ги дискриминираме, на сите им даваме еднаква шанса, затоа што, нели, и покрај тоа што анкетите се вакви или онакви, на крајот од денот, најголемата анкета се изборите кои ќе ги имаме наредната недела. Ивица, почнуваме со мојот градоначалник Стефчо Јакимовски. Неговата кампања е со слоганот храбро и храбро прифати веднаш да дојде кај. Да, имајќи предвид дека цел живот сум во Карпош, најдолго градоначалник ми бил Стефчо Јакимовски во животот. Благодарам. Добро утро, Јакимовски. Добро утро, извинете што доцна малку. Со оглед на тоа какви ви се распоредите, ние добиваме на Вибер од сите председателски кандидати, вклучително и вас. Денес имате 7 или 8 нас. Денеска сум овде, па со пензионери во 10, па 12 подпишуваме кодекс, па у 3 сум во Струга, во 4 по Локрит, во 7 во Битола. Ќе почнем со провокација, па ако вие цел ден водите кампања, која ја води општина Карпош денеска? Идам и во општина, идам едно од прилика саат и пол. Денеска нема да одам, единаче секој ден одам, едно саат и пол, што има проблеми. Се договараме со колегите што треба подпишувам и продолжуваме. Општината се е на некоја форма на автопилот кој вие го управувате? Општината функционира, си има раководители на сектори како. Секој си ја знае работата. Јакимовски, кога го договаравме и тука е телефонот. Тука е телефонот за сите, нели, координации и така натаму. Кога го договаравме форматот со Ивица, одлучивме ние, за разлика од другите медиуми кои се така некако широко спектрални, ние на нашите гости да им даваме простор да зборуваат за она за што има ингеренции председателот. Добре. Кај нас овде од локална самуправа до председателскиве кандидати некако бегаат од она што е уставна ингеренција на кандидатите. Па зашто има малку уставни ингеренции и што ќе збори 3 минути и ќе заврши. Но сепак живееме во едно сериозно доба за нашата земја, но и за Европа и за светот. Во моментов има два сериозни конфликти. Јас сум роден 77-ова, убедливо најсериозно време во кое што живеам. Можеме ли така да кажем? Така, апсолутно. Добро. Од една страна го имаме конфликтот во Украина, од друга страна го имаме конфликтот во Газа. Тоа е на 1200 метри фронтот во Украина, 1200 километри од нас и овој на 1200 километри. Двата се на идентично као триаголник може да направиме. Значи Блискиот исток е предворје на Европа, да знаете. Да. Како треба според има вас? уште три многу опасни точки, тоа е Финскиот залив, тоа е Калининград. Значи 130 Калининград, нели? Калининград. Некожен Кенигсберг, некогашен, да. Значи тоа е 130 километри треба да се пројде низ литванска и полска територија, значи таму е многу опасно и устието на Дунав. Како треба Македонија да плива во овие денови, нели, во ова состојба што светот ја живее во овој период? Каква треба да биде нашата поставеност? Дали моменталните активности кои ги презема владата, кои ги презема председателот Пендаровски се добра насока и дали Стефчо Јакимовски смета дека ние можеби треба малку поинаку да се поставиме? Нема пливање, знаете она песна на Спремте се, спремте. Добро. Значи, цел свет се спрема за војна, цел свет се спрема на војна, а ние Европа ќе не храни, НАТО ќе не брани. Мислам, ние мора да се вооружуваме, како што се вооружуваат другите. Мора да го потполним армискиот состав онолку колку што треба. Мислам дека негде над 7.000, сега сме негде околу 6.500. Мора да се комплетира, гледате најсовремено војување сега, веќе со дронови, со електронско војување, што значи дека таму мора да влезат инженери, мора да влезат електроничари, мора материјалните услови за војската да се подигне, оти да не дојдеме у ситуација да се распука и да имаме дезентиране. Веднаш да прашаме, јас сум номинално подпоручник во резерва.
Никогаш не сум бил викнат на воена вежба. Дали ако Јас биде сум Стефчо десетар. Јакимовски, дали ако биде Стефчо Јакимовски председател, ќе биде активиран еве вежбите за резервниот состав. Ти си премногу стар веќе за Не сум, уште имам. тешко дека веќе ќе те викаат тебе, башка не си у НАТО стандард, ти си веројатно бивша југословенска Он е по војска. јус. Ти си по јус. Али Арамас, тогаш извини, изгледа многу стар. Да, 70 се каже. 71, да. Ослабна, иначе пред Да. тоа под Хасав беше. Под Хаса беше. Ова е добро. Значи нема играчка со оваа работа. Сега вака да знаете. 2013 немавме ни еден НАТО тенк во Европа. Сега имаме 3000 тенкови само. 90.000 војска има, значи распоредена од Литванија, горе од Финска до устието на Дунав. Према Белорусија, Полска, 90.000 НАТО војска. Значи, све ни е како пред Втора светска војна. Војска на граница на Русија, односно на Советскиот сојуз. Влегувањето сега на дел од француската армија во Украина, таа станува легитимна цел на војската на Руската Федерација. И нема да биде долго кога ќе има некој удар. И тогаш претпоставам дека ќе се разгори. Токму за тогаш, има ли Стефчо Јакимовски дилеми, без разлика на ова што се Стратешки на која случи страна? со црната листа, стратегиски Македонија припаѓа ли во НАТО? Како не Останува ли припаѓа? нашата политика низ НАТО и низ Тука ЕУ? мора да ја речистиме работата. Ајде. Ќе ви даваме на компарација. Русија е најголема земја на светот. По Она е територијата. долна сама за себе со природни ресурси, со енергетски ресурси, со технологија, со знаење, со оружје, со све. Со човечки фактор. Значи, Русија се интегрира. Русија го прави БРИКС. Русија го прави ШОС, Шангарска организација на соработка, што е воена организација на соработка. Неспорно е. Добро. Неспорно е. Значи, ќе ви дам уште еден пример. Тито кога го напушти источниот блок, Добро. не отиде со западниот капиталистички свет како социјалистичка земја, практично не предаде, туку го формираше покретот на неврзаните. Значи, па ние Македонија како мала држава имаме уште повеќе мотиви да влегуваме во интегративни процес. И ако тоа нема дилема, апсолутно. Ние сме сега дел од НАТО, јас сум бил против влезот во НАТО да го менуваме името, затоа што јас очекував дека се подготвува нешто и хој ти ни викаше, ни стоите на линијата на огинот. Да. И беше Обама јасно, тоа го каже исто. И Обама го кажеше да, дека и нив им гори, требаше да го заокружат јужното крило на НАТО, ние само требаше да издржиме до крај и ќе влезевме во НАТО под референцата. Само требаше да малку повеќе да издржиме. Ама пошто имаме ние политичари со ниска точка на топење, ни се случи тоа што ни се случи. Околу тоа уште го чувате ливчето за? Јас го чувам и не сум толку безобразен да го вадам. Добро. Ја не зборам на памет. Сега, значи ние треба да ја јакнеме нашата улога во НАТО. И ја не се сложувам дека, види, сите инструменти што се користат во НАТО важат за другите земји, ама за Македонија не важи. Ако било така, тогаш кога одевме на референдум, треба да не кажете, види, ние ќе влеземе во НАТО, ама ние таму ќе бидеме, како да кажам, кувари, кај што ќе има војска, ние ќе готвиме, ние ќе бидеме Логистика. потрчковци, за нас кога ќе седиме на масата, ние ќе бидеме на крајот, треба да кажеме дека статутот на НАТО не важи и за Македонија. И сега некој знае да зема за зло, чекај, ако ветото во НАТО е инструмент за да ние си решиме некој наш проблем, ние ќе мора да го искористиме. Значи, ние ако сме полноправна членка со сите прави обврски треба да влеземе во НАТО. Дали Добро. констатацијата која ќе ја кажам одговара на ставовите и позициите на Стефчо Јакимовски? Стефчо Јакимовски е за НАТО, е за Европската унија, Ние сме веќе но членка во НАТО. Македонија ја става на прво место. Апсолутно, апсолутно. Второ, Интересот на Македонија му е поважен. Ние припаѓаме во Европа и тука нема дилема и ние треба да го гураме тој пат. Меѓутоа ако ние ни измислуваат, ја ви гарантирам, што год да решиме ние со бугарите, пак нема да не примат. И ние затоа треба да им кажеме, ние сме подготвени до 2030 да чекаме на влез во Европска унија. Не ли влеземе до 2030
Вие нема да бидете наш приоритет. Ние ќе тераме, тој пат нема да се откажуваме, но ние мора да си бараме пат за развој на државата. Јас ќе ви Ако биде пример. ставен на маса, еве како што бара Урсула фон дер Лејен, да речеме, влез прво во единствениот пазар, па потоа би го прифатиле тоа? Што значи влез во единствениот пазар? Да бидеме дел од единствениот Европската пазар на економска европскиот економски простор. Баш не би го прифатил. Ќе ви Зошто? кажам зошто. Затоа што ние повише им продаваме нив или они повише ни продаваат нас. А погледнете стопанството кога ни пропадна, откако ги тргнавме царините, откако потпишавме договор за стабилизација и асоциација, мрдаше стопанството додека помалку ги намалувавме царините, кога ги укинавме, лезете во маркет, па немате 100 производи македонски. Лезете на бензинска пумпа. Влезете во маркет во Македонија, одете во Шведска, одете во Ама Данска, исто ќе се случи да стане Значи, полноправна земја членка. Европската унија е диктатура на крупниот капитал. И ништо повеќе од тоа. Ако ние ги вратиме царините, ќе видиме дали они ќе бидат така развиени како што и дали нив ќе им светат ружите и дали толку наши вработени ќе сакаат да одат во Германија да Тано ќе работат. видите и какви продукти ќе имаме ние, а тоа нема да бидат овие квалитетни продукти кои сега ги имаме во Абе дека толку се маркетите. квалитетни не знам. Дека толку се квалитетни не знам, ама факт е дека ние имаме 3,8 милиарди трговски дефицит. 3,8 милиарди трговски дефицит. Добро, Бугарија во комунизмот немаше трговски дефицит, па има празни маркети. Романија повеќе. И Романија исто. Романија беше таа. Ние ниеднаш не сме ние имаме овде НАТО и ЕУ платеници кои што постојано ја повторуваат онаа флоскула. ЕУ ке не рани, НАТО ке не брани. И ништо друго не. Ние немаме никакви институти кои што ќе направат ЕСАП, кои што ќе направат анализи. Чекај, откако сме се приближуваме кон Европската унија, дали нашата економија напредува, дали назадува, што се случува, дај да направиме анализа, кои се причините што испропагаат толку фабрики, ние отидовме тотално аут. Значи, тие секогаш ви измислуваат нови и нови стандарди, затоа што имаат големи вложувања, затоа што имаат голема економија на обем, затоа што нивните се мултинационални компании и имаат многу мали трошоци по единица производи и автоматски нашето стопанство станува неконкурентно. И ние можеме да бидеме за нив само суровинска или полусуровинска база и ништо повеќе од тоа. Така да, ако они инсистираат на единствен европски пазар и така натаму, ако ги стави, ајде ние кои би биле- отворен Балкан да го Кои би биле реализираме. алтернативите? Една е отворен Балкан. Викате кои да бидат Економски алтернативи? зборуваме. Ајде прашам вака. Можно ли е во Македонија да нема ни еден инвеститор од Саудиска Арабија? Од Катар? Од Емирати? Од Либан? Да бројам уште? Како тие инвеститори ги има во Германија? Како ги има во Англија? Како ги има во Америка? Ги има во Србија. Можно ли е, да, ги има во Србија. Можно ли е Лукойл да има 1300 вински пумпи во Америка, а ние не смееме ни руска салата да јадеме? Зашто збориме за алтернативи? Ние не викаме, не знам, ќе напуштаме ова, ќе одиме БРИКС и така натаму, ќе ги отвориме вратите за инвестирање во оваа држава, да не се правиме луди. Добро, ова веќе не е ингеренција на председателот. Не е ингеренција, меѓутоа дел од безбедноста на државата е и економскиот потенцијал на државата. добро, окей. Социјалната стабилност на државата. И тоа и како е под ингеренција на председателот. Значи ти ако си економски слаб, ако си, па тоа е нивната цел, ние што повеќе да се задолжуваме, да имаме што поголеми дефицити, што поголема помош да бараме од нив за да немаш каде да одиш. И Екимовски да се вратиме на еве, убаво вие направивте еден трансфер кон регионалната политика, има две така интересни точки, односно три интересни точки кои сите во моментот ги води Бујар Османи. Првото е тоа дека Македонија станува, треба да стане, односно владата ќе одлучи, ќе видиме што ќе биде, ко-спонзор на она барање Сребреница да стане меѓународен ден на геноцидот кој ќе се слави во сите земји членки на Обединените нации. Второто е најавата на Бујар Османи дека ќе предложи да излеземе од отворен Балкан. И третото е членството на Косово во Советот на Европа, каде што ние го подкрепуваме. Тоа. Сите овие работи се регионални. Едното од Босна Херцеговина, другото е поврзано со Косово, но сите заедно некако како точка ги обединува Србија. Кој е ставот на Стефчо Екимовски во однос на сите овие три прашања и дали Стефчо Екимовски смета дека
Бујар Османи и Стево Пендаровски, кои во моментов ја водат надворешната политика на нашата земја, а и двајцата се председателски кандидати, оваа работа ја водат на добар начин и ова се позициите кои нашата земја треба да ги има. Бујар Османи свој леп јаде, туѓо га лебере. Вие сте го слушнали нешто паметно да каже за подобар живот на граѓаните на Македонија, па дури за албанците? Па не, Освен тоа дека требале да имаат председател, нешто друго паметно сте слушнале да каже? Он кога зборува како генерален секретар на Обединетите нации. Ако Косово на некоја средба не присуствувало, он нема да присуствувал како председател. А ние те бираме тебе за председател на Македонија или на Косово? На Македонија. Се пазите, бере гајле он за Сребреница. А еве да го прашам јас него како муслиман. А ќе кажеш ли нешто за Газа? Па ништо не А кажа. ќе кажеш ли нешто за 32.000 убиени луѓе по принципот спржена земја? Ќе кажеш ли нешто за скоро 16.000 жени и деца убиени? По цели фамилии? Да ти убијат 3 сина, 8 внуци? Како муслиман? Има нешто да кажеш? Не. Тоа, бидејќи го предложиле американците, ама и он сега да се најде, како прле пред кобила. Ние зборуваме за принципиелна македонска политика. Ова ни најмалку што го зборувам не оправдува терористичкиот атак што го направи Хамас врз недолжни цивили евреи. Значи, апсолутно. Меѓутоа, ако Хамас е банда и бори се со бандата, зошто уби врз цивили? И сега, да не се води толку сметка дека нас не е сосед Србија. И да не се води трунка сметка дека со Србија нема никакви проблеми ние. Ниту било кој албанец од Македонија. Ако косоварите имаат проблем со Србија, тој е нивни проблем. Ние македонците нема никакви проблеми. Македонија нема никаков проблем со Србија. Дури и повеќе децениското прашање со црквата го разрешивме. За време на ковидот гледавме каква поддршка добивме од страна на Србија и она што е најбитно, ние македонците треба да бидеме нормално, коректни, затоа што Србија поштено врати за разлика од сите балкански држави она што зела 918. Во однос на отворен Балкан? Апсолутно поддржувам. Напротив, ние треба сите заедно на Балканот да водиме заедничка надворешна политика визави Европската Унија. И ние да не одиме како кодоши еден против друг во Брисел, туку напротив ние треба да водиме заедничка европска политика со која што ќе им се спротивставиме на нивниот, како да кажам, подценувачки негаторски однос кон така наречениот Западен Балкан. Значи, Ајде да како Вишеград што те решат. Ајде да прашам се вака. Кој е изговорот за тоа што Албанија, нас не ни одговара Албанија да одвојат ние да останеме. Ама кој е изговорот, еве поштено да збориме, Албанија става вето Грција затоа што бил уопсен еден градоначелник по род Грк. И тоа е причина зашто Албанија да не се отворат преговори. И ја му се чудам на Еди Рама зашто не побора пауза од 2 часа. Телефонот од итно судот да донесе одлука да го ослободи и би му рекол мојот Мерцедес со бели мотори напред, бели позади да го однесете до канцеларијата. Ајде да видиме сега дали има причина. Па, Дали ме разбирате? Значи тоа се независно судство. Тие ќе ни зборува за независно судство. Ова судство стана зависно како резултат на токму на нивното мешање и во нашето судство и секаде. Косово во Ние имаме Совет многу за примери Европа? за тоа како е Совет на Европа, поддржувате? Косово да стане членка во Советот на Европа. И остана уште еден чекор, така Ивица? Вчера има повторно некакво гласање, остана уште еден чекор за тоа Косово да стане полноправна членка на Советот на Европа, кој е тело нели на Обединетите нации од една страна, од друга страна прашањето е сега како земја која не е членка на Обединети нации ќе членува таму, а ние го А поддржуваме. тука мора да имаме ние принципелен став. И второ, мора да водиме сметка за соседот кој што е поголем од нас. Че ние мораме да водиме сметка за тоа. Малку ли направи Македонија? Македонија го даде своето небо и даде простор за воени бази на НАТО кога се бомбардираше Југославија. Македонија го призна Косово, визави противењето на Србија, Македонија демаркира границата за према Косово, Македонија за сите други институции кај што последно беше за Интерпол, за УНЕСКО, гласаше Македонија, да. Што повеќе треба да се бара од Македонија?
А дека толку коректно се однесува Косово према Македонија, не би рекол. Рамуш Харадинај дали не воведуваше царински бариери ембарго према Македонија? Така. Кој ќе убие некого од Македонија бега на Косово? Се крие тамо, го испорачуваат нивните власти. Овој како се вика Албин Курти доаѓа се меша во внатрешните односи овде во Македонија, тој ни дели лекции. Македонија на првите неколку гласања треба да покаже кој е држава, кој не е држава. И треба да му покаже на Албин Курти дека тој не е држава и дека зависи од Македонија, а не да дојде овде да не учи, види како ние требало да сме имале односи со другарите. Но клучното прашање, затоа што дали Стефчо Јакимовски го спорува македонското признавање на независност на Косово? Не го. Значи тоа е не го спорува. Да. Ама затоа сакам значи, да кажам, тоа значи за нас е завршена работа. Сме направиле доволно, да. Сме направиле доволно. И мора да водиме сметка с другиот сосед, зашто другиот сосед ни ја призна автокефалноста на Македонската православна црква. И ги заокружи сите отворени теми. Некој реванш према Србите. И Јакимовски, и сега секогаш бараме разбирање од србите за нашите внатрешни односи. Имаме уште 5 минути до рекламите, ќе ги искористиме за малку провокативно дневно политичко прашање. Кандидатите за председател. Не, имаме нели општо цел еден блок. Јакимовски, вие бевте во коалиција, во долгогодишна коалиција со ВМРО ДПМН, откако станавте градоначалник нели на Карпош и откако Данела Арсовска го стана градоначалник на Скопје, почнавте да имате одредени несогласувања со лидерот на таа партија Христијан Мицковски и ја напуштивте таа коалиција. Нормално секоја политичка партија има право да одлучи како ќе настапува. Ви одлучивте сега да настапите сам во една друга коалиција заедно со Интегра и со партијата на Самка Ибраимовски, мислам ПЦЕР се викаше. ПЦЕР, да. Тоа е првата ромска партија. Од друга страна, сите анкети од една агенција, од друга, од трета агенција предвидуваат некаква победа на овие избори на ВМРО ДПМН и на председателските и на парламентарните. Нормално најголемата анкета ќе бидат изборите, но морам ова да ви го кажам, лекни со еден заеднички пријател ве коментиравме и вика кај Стефчо се скара, вика со ВМРО пред они да дојдат на власт, сите вика бегаат од Титаник, а он скокне на него. Зашто скокнал на Титаник? Затоа што шансата да бидете дел од наредната власт ја прокоцкале во 5 за 12. Да дојде Христијан и да ми каже ке имаше еден пратеник и тоа треба да биде Љупче Пренџов, затоа треба да бидам во влада. И да ме подлажнува, да ми вади лажни анкети. Прво, очигледно дека ни вашиот пријател со кој сте разговарале, заеднички пријател, ни Христијан не ме познава доволно. Јас глава давам, образ не давам. Не дозволувам никој да ме понижува, ни мојата партија колкава е толкова. Таа е правена со достоинство. А ако сум можел јас да му кажам толку ти беше на Бранко Црвенковски, Христијан е, како да ви кажам, многу мал во однос на Бранко Црвенковски. Јас за другарство давам 2, зимам 1. Христијан не испаднал коректен кон мене и кон мојата партија и нема за што да разговараме. Впрочем, јас 2017 година имам понуда од Заев и тоа на 2 пати и да добијам. Со 2 пратеника бев, да имам министер, да имам заменик, да имам државен секретар, да имам директори по јавни предпријатија и така натаму. И вака ми рекла, и тебе нема да чепкаме. Затоа што имате... Се уште траат тие судски постапки. Се уште траат тие, не се тие судски, тие за политички. Какви судски, какви бакрачи. Добро. Вие терајте си ја вашата работа, јас и ми рекла вака. Тогаш ќе ти ги нападнат пратениците. Нека ги нападнат, ама партијата нема да. Имавте понуда во овој период. Тоа беше првата. Имавме уште една, во парламентот ме викна. Значи 2 понуди. А ја ако сум сакал власт 8 години, до сега ќе бев на власт. Откако ја раскинавте со работката не постојам за да бидам. Сте имале понуда? Само извинете вака. Јас не постојам и мојата партија не постои за да бидеме власт. Ние постоиме за да кажеме нешто паметно и нешто што мислиме дека има резон да го слушнат граѓаните на Република Македонија и да има понуда. А за која понуда тие ќе се одлучат, тоа е нивна работа. Имавте понуда од СДСМ откако сега нели ја раскинавте со работката со ВМРО? Никакво. Логично би било да ве поканат затоа што излегувате од таму, као сега нели
што ги собра Мицкоски, Љубе Бошковски, Добро е. Стојанче Ангелов, Љупче, веројатно се ти да на се некоја женска ќе се удвараш ако не ти дава вака поводи? Добро, во Македонија има Женска една- која дава поводи, ќе се удвараш. Ако не ти дава поводи, тоа значи дека Стефче не дава поводи. Македонија Можел има да една- седнел, да пивне, да късне со СДСМ, да разговара, да се види, да пие кафе и така, ама повод не дава. Добро, ма Штефче како женска не го замислувам. Да. Сега, ако не го замислувате, јас Исто кај нас има дека пежоративно ви го кажам. не успева оној што е убав, туку успева оној што Што е е упорен. упорен, да, добро. Има и една Не, таква... значи нема проблем Гром да остане во опозиција. Иван Нема Римјан. проблем да останеме ние во опозиција и тука принципиелно ќе разговараме. За нас има клучни прашања. Ние да поддржиме влез на Бугари во устав без да се затвори комплетно бугарското прашање, теоретски шанси да. Теоретски шанси нема. Се извинувам, мора да одиме со реклами. Или да поддржиме устав во кој што председател ќе се бира во парламентот, шанса нема. Светот наопаку да се преврати. По рекламите ќе ги отвориме сите овие прашања. Се надевам дека уживавте, почитувани слушатели. Тука завршуваме, се враќаме за едно 5 минути 10 максимум. Се враќаме назад во уште едно емитување на Еспресо со Златев и Боцевски. Јакимовски, вие се најдовте на црната листа на Соединетите Американски држави на истиот ден кога ја поднесовте вашата кандидатура. Кандидатурата ја однесовте Во еден? во еден, 13 час. негде попладне, мислам дека беше Околу 15 час. околу 15 часот, беше веќе објавено на сајтот на State Departmentот дека вие сте на црна листа поради корупција. Заедно со Катица Јанева и незиниот мртов маж. Добро, да, помеша дека веројатно може би има некаков имот во Америка. Тоа ќе било само Стефче Јакимовски да се најде, ќе биде ептенапла. Сега ко имале тука од купчето, вака немаш проблем со него. Катица Јанева, кој е у затвор, маж и мртов, бапнија Катица Јанева. А што е Катица Јанева? Катица Јанева е мртва природа, осудена, одлежана. Еве сега ексклузивно да одговорите за нашата емисија. Дали некој предходно ви кажал дека не ви е паметно да се кандидирате за председател од меѓународниот фактор? ова е збориме? интересно прашање. И дали може би ова го активираше некаква ваша непослушност кон некој? Имало ли сугестии? Видете, немало таква работа и јас ќе кажам едно. А што е проблем ако им сметам, како што е де факто, да дојдат да поразговараат, не дека јас ќе им се тргнем од патот, шанса нема теоретска. Меѓутоа, што ми блатиш деца? Моите деца живеат од плата. Моите деца не се ранети со арам пари и не се школувани со арам пари. Моите деца се немат степано со некого. Да ми ги ставиш на црната листа. Сите Зошто фамилии, има- на Кочан зошто има Гишев потреба? децата се на црна листа и на Сашо Мијалков се. И ние сега вака. И ние како македонци тоа треба да го поздравиме. Ај нас политичарите нека не черечат. Зошто Кочо? Добро, Кочо беше политичар. Камчев каков, таков 3000 плати дава месечно. Така ли или не е така? Зашто го стават? Зашто им е истумба на глава Катица Јанева и нивното СЈО, нивниот проект? А што требаше да прави Камчев? Да даде 1.650.000 и да ќути. За да нивниот налудничав проект, што се викаше специјално јавно обвинителство, да успее во Македонија, да не черечи, да измислува кривични дела, да ги влече луѓето по судови, да ги суди за мерцедеси, за шамари, за глупости и така натаму и така натаму. И тоа требаше да случи. И јас сега ќе ве прашам вака. Донесовме ли ние македонци закон со кој што ниеден американски државјанин што год да направи во оваа држава, да оплячка банка, да убие колку сака, да силува жени колку сака, ние не смееме него да го процесуираме, ќе си го земат американците и ќе го судат во Америка. Така или не е така? Второ, министерот без ресор Раде Стојковски кај Катланово го уби војник на КФОР кој што возеше во обратна насока. Норвешки капетан. Норвешки капитан го уби него, неговата сопруга и неговата керка. За керка за која се бореше со години за незиниот живот, бидејќи имаше сериозни здравствени проблеми, а претходно му имаше погинато едно дете. Му ја сотроа фамилијата. Си го зема, си го однесува во Норвешка. Одлежа 3 секунди затвор.
а ние овде се грееме. Види, ова е на црна листа. На овие што вака многу се радуваат, јас сум единствен од мојата партија, ама од другите партии да не бидат цели батальони да има. Така да многу да не бидат срекни, јас одговорно тврдам дека поштено и често сум си ја вршил работата. Дека тие немат ништо за мене. Ова е чиста политика и ова политичка одлука на официјалната причина за вашето ставање на црна листа е корупција. Да бидеме во јавни доследни, набавки и во урбанизам. да бидеме доследни, примери не беа кажани, нели? Во таа јавна набавка, во тој урбанистички проект, во изминатите денови јавноста, нели, нагодува. Дали била оваа зграда, дали била За зградата. дали била онаа За набавка зградата. и така натаму. Чекај, полека, застани тука малце. Стефче Екимовски е најистражуван политичар во Република Македонија, веројатно јас и Груевски. 2500 тендери финансова полиција анализираше ке мене. Од 2500 тендери знаете што најдоа? Во 2 тендера моите служби не зале 2 банкарски гаранции во вредност од 900.000 денари. Каква врска имам јас со тоа? Каква врска имам јас со тоа? Второ, ја сум се откажал од влијание врз тендер од 2 милиона евра за улично осветлување. Еве јавно го повикувам јавниот обвинител. Ајде да провери сите склучени договори за приватно јавно партнерство за ново јавно осветлување, LED осветлување или така наречено паметно осветлување, во секоја општина за колку пари се склучени договорите, а за колку е општина Карпуш. Прво, го поништив тендерот, го намалив за 20 милиона денари за 350.000 евра и од секоја советничка група по еден член во комисијата, плюс еден вработен од кај нас и плюс 2 професори од електрофакултет, кој ќе ни ги даде електрофакултетот, за да ги утврдат условите под кои фирмите ќе се јават. Ако јас во условите пишам дека треба да биде новинар, треба да има наочари со црно кафејави оквири и така натаму, тоа значи дека и Љупчо Златев ќе го добие тендерот. Сега, кажете ми, од Владивосток до Лос Анџелес има таков будала градоначалник кој што ќе се откаже од влијание врз тендер од 2 милиона евра и тие ќе ми зборуваат мене за тендери? Со индигнација отфрлам. Дали ми разбирате? Во урбанизмот јас сум единствен градоначалник кој сум се откажал од било каков потпис во урбанизмот. Сум го дал на службите, сима раководител на сектор, тие се стручни и не ме интересира на кому даваат одобрение, на кому не. Секој што исполнува услови утврдени со закон ќе добие одобрение за град. Чао, заврши работа. Вие поднесовте жалба, имате акција таму? Јас сум единствен во оваа држава што викам вак. Ајде ние политичарите од сите потписи да се тргнеме. Ние само да ја водиме политиката, да ги донесеме програмите за работа, програмите за јавни набавки, а се друго да спроведуваат службите. Слушнавте некој друг политичар да каже да го прифаќаме тоа? И добро, Екимовски, објаснете ми зошто тендерите да не ги спроведуваат службите во министерствата, во јавните предпријатија? Зошто инсистираат на нас потпис од раководителите, за да може да не држат после во шака? Вие велите дека нели ова е неправедно, тенденциозно. Најавивте и дека ќе се жалите, се споредивте себе си со Вучич, Орбан и Додик и со Трамп. И со Трамп, да. Па тие него 113 кривични пријави му има поднесено, па мене ќе ме ланчат. Ние не сме имале волку висок гостин да сега студио, мора малку да се пошегувам. 113 на Трамп има поднесено, својот председател гледа да си го стават у затвор, па за мене ќе ме ланчат. Сега прашањето ми, зошто толку вие би им сметале? Ако не е поради корупција, ако е поради одредена друга причина, зошто би им сметал? Абе, сметам на домашните кодоши. Толку се мокни домашните се става кодоши? на црна листа, не поосторено нешто, се става на црна листа врз база на наратив. Ние гледаме последните 8-9 месеца секоја недела некоја кривична пријава. Дури еден од органите на истражните органи ми прати порака, па стигна вакви 2-3 кривични пријави против вас. Тие мислат дека ние само ова има да работиме. Доаѓаат, ќе видат, ќе земат документи. Се е вред. Што е целта? Целта е што е можно повеќе кривични пријави и демек обвинителството не процес, уште во поднесените кривични пријави пишуваат испратено до Стейт Департментот, испратено до Американска амбасада, до амбасада на Европска унија и не знам каде. Кои се тие? Обвинителство пишува такви
Не, овие што ги поднесуваат. Ајде, Аха. сви ми презими. Распејани, карпошани, не знам загрижени овие, не знам овакви, онакви и така натаму и така натаму. Што ќе не прават будали? Ќе не прават будали? Нема многу ad hominem кампања овој пат. Па нема адхом, како да ви кажам, луѓе, јас сум дал за ова општество. Ова дете, или овие деца што се станали на црна листа, ќе ви да кажам една анекдота. Јас во живот секој сум работел измеѓу 10 и 12 часа. Ми се јавува с поголемиот син, беше мал, негде 3-4 години беше. Јас на работа цел ден и ми вели тато кога ќе си дојдеш дома. Викам еве сега да го спуштам телефонот и влегувам во кола доаѓам. И вика вака: "Ура, мамо, прави нешто благо, тато ќе дојде." Нели гостин кога доаѓа, кога Да, доаѓа јас. гости се прави нешто благо за гостите се. Е така ме доживувале мене децата во мојата куќа. Како гостин. И децата биле оставени на воспитување на мојата сопруга, а ја целосно сум бил посветен на работата. Вредеше. На приватната, на ова обштествената и така натаму. Вредеше ли? И мене ова ми исполнувам. Поси во овие години, дали Апсолутно. вредеше Ја да, не си, би- да ја- си го запоставите семејството? Ја не би променил ништо во мојот живот. Дури и оној притвор не би го поменил. Све школо. И тој притвор ме направи да бидам подобар човек и подобро да резонирам. Во оваа Па кампања... сега вака да ви кажам. Па и за црна листа треба да бидеш маш. Замете Стево Пендаровски да стават на црна листа, му сообштат, па ќе падне у несвес. Тоа треба да се издржи, бе, луѓе. Не се смејте, има бајги таку несвес што ќе паднат се. Па се утепо дозини во Америка сега. Зошто Стева Пендаровски не сака да излезе Па на те, вие дебата? го гледате Максо одма. Јас во рок од 200 дена ќе гласам за промена на уставот со одложено дејство одма утриот и он се плаши, пошто со овие кривични ви излегува сега. Таму почна да го викаат по обвинителство и он одма кажува: "Нема проблем, предварително, немој случајно да се најде на листата." Добро, Јакимовски, еве, кампањава почна, од вас, вие сте секојаш, како да кажам, не агресивен, но секојаш сте така остар при изборовите. Овој пат во оваа кампања гледаме дека сте многу коректен со вашите против Што треба кандидати. да видам остар, ние треба на граѓаните им кажеме што ќе работиме, што би правеле со оваа државичка, а што треба за се караме лесно, можеме да се караме. Секој си се кара дома, кој со жена, кој со деца, кој со комшии, кој со татко, кој со мајка, кој со свекрова. Ама треба да видат нешто конструктивно од нас. И сега токму тука е проблемот. Пасте, се заговара промена на устав, избор на председател во парламент, Ајде, се одиме со заговара овие теми. напуштање Одлично. на Западен Балкан, се заговара тргање на ова 20% што е за националностите, се заговара промена на устав и војдој на граѓански устав, каде што нас македонците ќе избришат од последното нешто во кое што пишува македонци, изборот македонци го пишува. Што тоа се крупни тектонски пореметувања во внатрешното општествено, политичко, уставно уредување на Македонија и ние за тоа не разговараме, не ги спротестуваме мислењата. Зошто на Стефчо Јакимовски му пречат бугарите да влезат во уставот? Едно. Не ми пречат бугарите. Не ми пречат бугарите. И јас инсистирам да се затвори комплетно бугарското прашање. Што значи тоа се да преведеме? Па ние дали слушаме добро или не со. Кога год Стево Пендаровски ќе каже дека само да го изгласаме бугарите во уставот и ни се отварат преговори, оттамо обавезно Љубен Радев како на дугмева. Так, како да се сврзани садови. Вика: "Хале, имате уште работи што треба вие да прифатите, не е само тоа, а тие уште работи се. Да прифатиме дека сме нација од 44-та, да прифатиме дека нашиот јазик е фалшлив български јазик, односно дека е модифициран бугарски јазик, и да прифатиме дека сите историски личности наши се бугари по род." И зашто тоа цел време го криеме? Зашто не кажеме дека предпоследно поглавје пред влез во Европска унија е да се дискутира за јазикот, и зашто не кажеме дека 28 земји треба да се изјаснат, сите парламенти треба да се изјаснат дали нашиот јазик ќе се применува во Европската унија? Зашто ги лажеме луѓето? Јас тоа инсистирам. Се сега да рачистиме. Бугарите ќе влезат во уставот, за идентитет не преговараме, за јазик не преговараме, за историските личности, еве ги нашите историчари, ајде вие тука,
Ако има толку голем проблем, нека влезат и меѓународни експерти, нека рачистат кој бил пород бугарин, кој бил македонец и така натаму, ама тоа не може да биде услов за да ние влеземе или не влеземе во Европска унија. И сега ќе ви кажам уште една работа. И добро, како ќе ја смените? Тука се соочувате со истото прашање со кое нели вашите поранешни коалициони партнери од ВМРО ДПМН се соочуваат, а тоа е добро, како вие ќе ја смените, господине Јакимовски, преговарачката рамка и како нели ќе се смени таа рамка и ние ќе влеземе во Европската Ама унија чекај, без што бугари. ние гајле нас како ние тоа ќе се смени? Како што Орбан одеше да пие кафе, ови ќе си одат на доручек. Нивни проблем. Ние треба да почнеме да правиме проблеми за да бидеме повеќе почитувани. Јас да ве прашам вака. Нема отварање датум за преговори? Да, нема. Жиците од Гевгелија да се тргнат. Фронтекс да си оди. Чија граница штитиме ние? Нашата или она од Брисел и Берлин? Европската штити. Европската, така? И тоа против земја на Европска унија, што е малце лудо, ама Така? точно. Така? Првата европска Сме граница е членка нашата на Европска долу. унија? Не сме. Не сме, Така. да. Зошто мораме до крај да ги следиме нивните политики? Кога ќе бидеме членка, тогаш ќе ги следиме до крај вашите политики. Сега не сме. На Добро, ма, секое делот- нивно одбивање на делот- отварање за датум да преговори, ние треба да имаме одговор. Дел од членките тоа го препозна. Например, таму покрај Фронтекс се наоѓаат мисии на Унгарија, на Словачка, на Чешка, на Па Полска. нивни проблем. Нивни проблем. Овие мигранти не се наш проблем, тие се нивни проблем. Тие не сакаат да дојдат во Куманово и Паланка да живеат, тие сакаат да идат во Европа. Ние ќе отвориме границата, нека си одат. Значи ние мора да почнеме да им правиме нив проблеми. Не може они да се играат со нас. Па Сакате да кажете принципиелно, не да правиме со сила проблемите. Па не со сила, како Турција за да влезе Шведска вика стоп, треба да ми ги спорачате овие. Секој си гледа своите интереси. Добро. Ние имаме ли наши интереси овде? Имаме. Едно прашање од слушател може? Може. Вели, ги спомна Јакимовски кодошите, зошто не ги кажува имињата на овие луѓе и дали се плаши да ги каже имињата? Види, тука тука е повеќе сплет. И на невладени, има дури на луѓе што се во медиумите, што обсервираат медиуми. Значи, тоа се луѓе кои што... Но, тука се разликуваме јас и тие. Секој работи за тој што го плаќа. Нив ги плаќаат тие, и они работат за нив. И кодошат. Мене ме плаќа народот и јас зборам со народниот јазик и јас сум гласот на народот. И многу луѓе ми викаат, Стефче, абе ја истото го мислам, ама не знам да го кажам. Ти како ти текнува да го кажеш така како што сите ние разговараме дома на ручеци, на седенки, на крштевки, на слави и така натаму. Ете тоа е разликата. Мене ме плаќа овој народ, не ги плаќа. Кога веќе за уставот зборуваме, Не, имам друго да кажам. Ајде. Имам друго да прашам. Имам друго да кажам. Кој е? Како бе господин Пендаровски бара нов мандат? Еве да го прашам, дали гукна нешто за тоа што се отвори датум за преговори за Украина, Молдавија, за Грузија и за Босна и Херцеговина? Кјути ме, ние сме конструктивни. Ај сега да ја прашам, вакви политичари ни требаат? Ова, кај се копенхашките критериуми? Све што сме училе за Европа што треба да исполниме, овде е показано. Добро, ма се пред малце зборувавме за солидарност. Не би биле солидарни со Босна, сега збориме. Или за Албанија зборувавме така. Еве, да ги издвоиме Не, овие збориме Украина. принципиелно. овие- Збориме принципиелно. Ајде. Албанија си има исполнато услови. Да, добро. Ама уапсила некој што не сакале да бидат уапсен. Значи, збориме за принципиелно. Босна и Херцеговина е функционална држава. Не. Па не е функционална држава, ма гледаме Чекај, економијата Додик бара тера. отцепување, бе луѓе. Додик бара отцепување, осамостојување. Не функционира државата, не функционира уставниот поредок за цела територија. Ние не може да знаеме Ката тоа ден кантони, имаме ли власти, присуство вака, на странски воени трупи? Има, точно. Преку 3000 војници има странски присутни. Носат ли оружје, носат ли тенкови тамо? Второ, Молдавија. Во Молдавија се наоѓа во Приднестровје најголемата руска база со 280.000 тони експлозив, плюс друго оружје, опрема, муниција и така натаму. 17.000 руски војници има. 170.000 тие ујгурите кои се проруски ориентирани. Со све нив, со све непријателот му отвараме преговори, со све динамитито таму унатре. Така е. Украина има ли дефинирана граница? Па сега, па Во меѓународно војна право. Има ли дефинирана граница?
Добро, но тоа мораше да се отвори со спроведува Украина. избори? Сега му истекува на Зеленски и Преславскиот мандат. Има избори? Нема. Дали затвара политички противници? Затвара. Дали затвара попови? Дали затвара цркви? Тоа е све согласно Украина е во војна и мора да им се помогне сега некако. Добро. Да им се даде некаква сатисфакција. Полека се. Еве јас се и ти навијачки малку се однесуваш. Значи, идеме понатаму. Корупцијата, 1.000.000 евра е да бидеш градоначелник, 3 милиона евра е да бидеш министер. Задолжена е државата за 60 наредни генерации. И ние тоа треба да го ќутиме. Кога бе некој ќе биде солидарен со нас да каже чекај бе, абе на овие луѓе душата им ја извадивте. Што сакате? Вие сакате овие луѓе да влезат во ЕУ или како мртовци да влезат? Како безличени, како духови? Како за нас некој не се реши? И наместо ние да окренеме гласот, чекај, не нема ништо против Украина. Украина нас не помогнала за време на војниот конфликт 2001. Украина, знаете како ги донесоа сухоите? Под цивилни авиони возе. Еден од пилотите, тие многу добри пилоти украинците имаат. Еден од пилотите 5 килограми ослабнат на летот од Киев до Скопје. Знаете што значи авионот ако дојде во безвоздушен простор и ако удари одозгоре ќе го распрцне. Значи русите тогаш одбија да ни дадат поддршка. Јас зборувам многу принципиелно. Нема овде ништо навијачки, ништо и наетење, само зборуваме за принципи и ништо повеќе од тоа. Каде се тука критериумите? Не, но се мораме едно подпрашање, значи затоа што сепак како членка на НАТО имаме некои обврски таму. Ке сопре поддршката што дава Македонија кон НАТО ако Стефчо Екимовски биде избран за председател. Не збориме ние за поддршка. Ние зборуваме за датум за преговори. Јас сум кандидат за отварање датум за преговори, Босна е Албанија и Грузија. Зошто мене ме тргаш на страна, а нив со кои критериуми се исполнети овде? Де факто ние сме сега со Босна у ист коша, се разликуваме многу во европските прилагоденост. И затоа велам, на тоа мора да има одговор, на тоа не смее да има нова послушност. На тоа мора да има одговор. Актуелно во оваа кампања е тоа што на митинзите на Стево Пендаровски беше навредувана. Го разјаснивме. Кој е ставот на Јакимовски? Беше навредувана кандидатката Гордана Силјановска за незината возраст, дека не можела да биде невеста. Вие сте прилично коректни со сите кандидати. Како ќе го оцените овој наратив кој се шири по тие средби, митинзи, па јавно се емитува по социјалните мрежи и така натаму? Добро, ја луѓето по лепота и по години не ги ценам. А ако по лепота бираме, тогаш Здравко Чолич одамна требаше да го предложиме за председател на Македонија. Многу убав дечко, многу убаво пее. Стево малку личи на Здравко Чолич. Сега, мене не ми личи. Ако е така по лепота, ако ги бираме и види, значи, ние треба луѓето по памет и по своите ставови, по разбирање на политиката, по искуството што ги има, тоа треба да бидат критериумите. Годините на старост, ние имаме луѓе на 90 години кои што резонот им е многу поквалитетено за разлика од луѓе на 40 години. А од друга страна морам да кажам дека искуството не се учи на ниеден факултет, на ниедна академија, на ниеден универзитет. Искуството е исто така битен дел од идното работење на било кој во било која професија, а вклучувајќи во политиката, особено во политиката. Имал некојаш проблем Стефчо Екимовски над него во хиерархија да биде жена? Шефица, директорка, председателка, премиерка, министерка и така натаму. Имам приватна фирма, таму беше и сега е директор жена. Никогаш проблем со тоа. Второ, јас бев член на управен одбор на најголемата штедилница во Македонија, можности. 14 години бев председател на управен одбор. Жена директор, вториот директор повторно жена. И ќе ви кажам една работа. Жените се многу по-лојални. Помалку криминогени и помалку лажат во однос на маж. Еве кај вас на митинг да се слушаш онаква работа, некој да ограбнеш микрофонот и да кажеш од баба невеста не бидува. Како ќе реагиравте ви? Добро, тоа не е добро. Како ќе реагиравте ви? Жената тоа не е добро. Не е добро, го осудувам, значи.
Може Сега, да се за случи кај вас секого на за нас, митинг. мене ќе ми кажа стомакот ти е голем, не знам, за стево имаме што да кажеме се. Не, стево За убав него, е сега да биде. сега, Да. За секого имаме се. Не е добро тоа. Добро. Не треба. Ама сега вака. А што сакаме? Вака ќе си ги собереш тие што ти ги привеле од партијата да мора да те слушаат, нив ќе гледаш да ги насмееш, а бегаш од дебата каде што овие работи, ајде бе ќе збориме и за годините, и за лепотата, и за убавината, и кој како оди, ајде нека гледа народот циркус, ама да го гледа тука сите да што е ова, правите циркус пред своите приведени членови. Боби Христов објави дека сите освен Бујар Османи и Стево Пендаровски сте прифатиле дебата на Телма. Зошо бегаат Стево Пендаровски и Бујар Османи од дебата? Ја послушав Гордана бега. Дека штабот не се не иде. Објави Боби Христов. Каде да ги знам? Вие сте подготвен за дебат? Знаете што? Какво ова Стефче да го прашаш, дали е Мораме да подготвен за прашам, дебата? мораме да прашаме. Луѓе, еве ги, ова се моите ставови. Јас имам едно прашање. Луѓе, кандидати, имате ли одговор на моево прашање? Што ако не влеземе во Европска унија? Што ќе правите со државичката? И натаму ќе зборите само Европа. Имате ли одговор на прашањето ако не влеземе во Европска унија? Како Турција не држат 30 години во предворието. Имате ли одговор на тоа прашање? Ќе дадете ли, ќе понудите ли нешто на овој народ? Како ќе живееме? Гледате дека се иселуваме, дека ни паѓа GDP-то, дека ни паѓа економската активност, дека предприемаштвото се намалува, бројот на луѓе, што се намалува луѓето, се намалува потрошувачката, штом се намалува потрошувачка, се намалува производство, се намалува GDP, се намалува приливот на даноци. Пензии нема да може да земеме. Ако све младежот се iseli, кој нашиот фонд е така направен да синот уплаќа придонеси за да таткото земе пензија. Мора Па да- синовите ако ми се во странство, од што ќе земам пензија? Мора уште 2 минути пауза да направиме, по кој ќе се вратиме во последните 7-8 минути во кои Јакимовски ќе ги даде последното обраќање Случаите до пораки, македонската точно. јавност преку Радио Лидер, што го слуша Радио Лидер македонската јавност, па потоа Малку тука ќе овде ме завршиме. потиш како украинските овие пилоти. Морам да те мачам. Климатизер немаш. Имаме само на Ивица. Ивица има проблем со грбот, па... Не имам проблем Да. со грбот, туку Пауза, не се е во ред, враќаме за 2 минути. Пред самиот крај, Ивица, да отвориме темава со помилувањата. Тоа е на председателот едно од надлежностите. И затоа што ние имаме, иако, Радио Северна не нарекува, таму во еден джингл имаме Северна Македонија, ама тоа е се што да правиме законот вика така, но ајке разбира. Дали Стефчо Јакимовски ќе ги помилува уставобранителите од 27 април? Ова прашање би треба на Гордана Силјановска да го поставите, него на мене. Мислам дека она рече дека ќе Она ги рече ќе помилува. помилува, да. А со Груевски, ќе кажеш што ќе прави? Вие одговорете за вас и за Груевски и за Устав. Треба да даде. Ќе ја прашаме да во каже. понеделник не она и не. Со оглед на тоа дека слоганот е Македонија повторно да биде горда, се постава прашањето кога била горда, со Љупчо Георгиевски или со Никола Груевски? Треба да биде горда, или кога била горда? Под времето на Тито? Може со Драголип Ставерев? Или со Бранко Црвенковски? Веројатно се мисли на, предпоставувам, но на време со Никола Груевски. Вие ќе го помилувате Груевски? Не размислувам. Одма? Не размислувате да го помилувате или да не го помилувате? Обавезно. А Прво, уставобранителите? мојот принцип е никој не сме да бега од државата. Секој треба да му се обезбеди фер судење. Коректност во судењето, ако има кривично дело да одговора, ако не, јас ќе бидам најголем противник на било кој политички прогон кон било кој лице. Најголемиот душман да биде ако се гледа дека нема кривично дело, само се пакува, јас ќе се спротивствам. Значи, за никого, тоа што сум го доживеал јас, не сакам да му се случи никому. Второ, уставобранителите, таму мислам дека прво треба да се преквалификува кривичното дело, затоа што за тероризам не може да се даде помилување. Значи, прво треба преквалификација на кривичното дело, па потоа луѓето треба да се ослободат. И јас од секојаш сум бил за нив. И дури кога со луѓе од СДСМ сум разговарал со нив, добро, толку ли сте крвници да му се сневиди. Одлежаа луѓето, сгрешија, дај, доста беше. Фамилии имаат, деца имаат. Тие нивни деца вечни непријатели ќе бидат и на вас и на оваа држава.
Не треба тоа така да го прави. А ја ќе ви дам, во Газа тие ако се му утепало 8 внуци и 3 сина, што ќе биде тој освен терорист? Само ќе мисли како да се освети. Како да ги освети тие негови мртви членови од семејството. И овие деца ти да му држиш татко толку време во затвор. Ке запрели овој круг на политички одмазди ако Стефче Јакимов стане председател? Вака, прво јас се сомневам затоа што гледам и од овие од опозиција што се нон-стоп тоа, како ќе дојдеме овој ќе го апсиме, оно ќе. Ама што ми е најмногу криво, што никогаш јавниот обвинител не искаче и не му каже на тој што тоа го збори, кој си ти да кажеш кој ќе биде апсен. А да си гледаш ти да не бидеш уапсен? Добро, Јакимовски се на толку корупција, па ако нема апсења, сега резултатот не може на тоа да секој биде, извештај тоа за не може да корупција биде, тоа не може да биде политичка нарачка. Ама во исто време пак ќе кажам, мојот предлог, ние политичарите да се ослободиме од секакви подписи и се да работат службите, само ние програмите да ги носиме. Така и ќе носите одлуки, а друг ќе иду в затвор. Како тоа не ќе носи одлуки? Ќе ви ги превртам тезите. Ако не можеш да ги превртиш тезите, ако јавната набавка ти ја спроведуваш, ти ја подпишуваш како тоа ти ќе носам одлуки, ти ќе одиш во затвор. Знаете како, ако вие сте ми надреден во сектор, да речеме, и ми доаѓате и ми викате, мене ми зависи од вас како надреден, моето работно место, мојата плата и така натаму. И ви ми викате, Љупче, дај му ти дозвола на градба на Ивица да гради зграда у Тафталиџ од 17 ката, и јас нормално затоа што сум под вас во хиерархијата, што да правам, а па ако не сум искусен плюс, ќе ве послушам. И после кога ќе треба да си иду в затвор, ја ќе идам на место вие. Ама сега тоа се вулгаризација на оваа работа. Да. Значи, тој што е раководител на сектор, ти не можеш да го смениш, тој е државен службеник. Тој што е раководител на оделение, ти не можеш да го смениш. Ние зборуваме за професионални структури во министерствата, во општините, во јавните предпријатија, кои што ќе си работат цела таа работа. Сектор за јавни набавки. Сектор за јавни набавки спроведува комплетни јавни набавки и подпишува. Чао, завршена работа. А што правиме со тоа дека имаме партизација во тој сектор? Сега, од тука ние ќе можеме да кажеме дека сме ја сузбиле корупцијата во високите кругови, владини, локални, јавни предпријатија, институции и така натаму и така натаму. Сега, многу полесно е обвинителот да се впушти во истрага на некој службеник, отколку да се впушти во истрага на некој министер. А службеникот нема да чувствува притисок од министерот? А зашто како би чувствувал кога го штити законот? Прво државен службеник, он го става подписот, министерот не става подпис, како ќе чувствува притисок? Па треба да напредува, нели, така натаму. Треба да напредува во хиерархија, му зависи оценката. Никој не сака да биде со главниот шеф. Можеме да направиме да одиме чекор понатаму. Сите јавни набавки да ги прави посебен орган, добро. Посебен орган во државата. И тоа можеме да го направиме. Ајде тоа. Сите јавни набавки ги спроведува посебен орган во државата. Мислам дека веќе полека треба да затвараме, така со. Ама ни еден не гукнува. Никој не сака да се откаже од своето влијание. Доколку имате некаква порака до клучната завршна порака до слушателите на Радио Лидер, кои се една посебна група вака на луѓе кои не слушаат, доаѓаат од различни провиненции, имаат сите љубов кон еден ист тип на музика, но еве, да им порачате нешто. Музика? Да, не, да им порачате го знаеме вашиот вкус дека е поливалентен за музика. Да. Затоа во некој друг пат ќе зборуваме, меѓутоа ајде сега одиме со ова. Која е клучната порака? Мојата порака до гласачите е да не излегуваат на гласање од инает. Да не остануваат дома од инает. Се одлучува за нивната судбина, за судбината на државата, на судбината на нивните деца. Не е се исто кој ќе ја води оваа држава. Ние имаме добри примери во соседството, во подалечното соседство, каде еден човек кој што застанал на цело на државата и како државата тргнала во просперитет. Да не се одлучува како резултат на тоа од лични интереси, од патриотски интереси, туку председателот на држава треба да се гласа оној што ќе биде најдобар за сите нас. За целата држава, за младите луѓе и што нема да биде продолжена рака на партиите, туку ќе биде гласот на народот. Почитувани граѓани,
вие го давате мојот глас на овие избори на 24 април, а после 8 мај јас ќе бидам вашиот глас, како и досега што зборувам со јазикот на граѓаните и натаму ќе на народот и натаму ќе зборувам со јазикот на народот и она што можам да ви го ветам дека теоретска шанса нема на било кого да му попуштам ако се загрозува било каков интерес и на еден македонски граѓанин и на било кој македонски граѓанин, а не на цела држава или на цела нација и мислам дека треба да избереме председател кој што нема да дозволи повеќе македонците да бидат на тамошна монета за вкусување. Јакимовски, ви благодариме за тоа што не удостоивте и храбро дојдовте во нашата емисија. Ова беше фуриозно отварање на дебатите со па не, јас за председател. Најважно е со кого ќе отвориш и со кого ќе затвориш. Но и тие во меѓувреме нормално се важни, но знаете како е. Еве, имаме најава дека Билјана Ванковска нема да дојде за жал. Ние ја очекувавме со нетрпение овде. Уште се отворени вратите да видиме на за Радио Османи и Таравари. Максим Димитриевски го потврди своето учество и Гордана Силјановска Давкова досега го потврди своето учество. Се надеваме дека сите ќе ни дојдат и Стео Пендаровски го очекуваме. Тој и Силјановска не се закажани за ист ден и ќе им биде дадено исто простор, исто колку и Јакимовски, по 1 час од прилика. Мада сега воспоставивме стандард, ќе мора и нив Пендаровски да потврди. Го чекаме, но веруваме дека ќе потврди затоа што сепак станува збор за актуелен председател. Он има многу повеќе да одговори. Вас што ќе ве прашам за зградиве да ве прашуваме, нема логика за председател се кандидирате. Јас не можам за музички вкус и за музички вкус. Па тука имаме една убава песна. Чекала сам Драгог да ми доđe. Знаете, чекала сам Драгог. Да. И што сакам да кажем? Да бидеш 5 години председател на држава. Да имаш такви средби со такви луѓе, да читаш разузнавачки податоци, разузнавачки материјали, државни тајни, да се со државниот врв. Ти како председател не мора да бидеш попаметен и поинтелигентен од останатите граѓани. Само имаш многу повеќе информации. Јас 5 години да сум председател на државата и да бегам од дебат. Како да ви кажам? И ги растуриш останатите кандидати. И тој би требало нас на дебата да не растур, да не направи, затоа што е подготвен, затоа што веќе ја работи таа работа. 5 години. Ние тоа што го зборуваме од надвор. И многу често се случува, јас викам, која за градоначалник прв пат кога се кандидирав, доаѓаш од сферата на фантастиката во сферата на реалност. Кога седнеш на, кога видиш приходите, како се проблемите, какви се, дека ова не било твоја надлежност, тоа не било твоја надлежност, она не било твоја надлежност, овој ти пречи, овој ти... Дали ми разбирате? Значи, сепак ние не сме седеле на тоа столче, ние сме во сфера на фантастика, а тоа е во сфера на реалноста. И тоа, да не сакаш да има дебата. Како да ви кажем, као Новак Џоковиќ, треба еден по еден да не елиминира. Так. Очигледно Новак Џоковиќ не е во нашата политика. Ви благодариме многу уште еднаш. Ивица, утре ти имаш нешто на... Ќе бидеш со нас? Не. Ќе се потрудам, не верувам, ќе се потрудам. Ќе дадеш се од себе. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Уживајте во денешниот облачно, до умерено облачен ден. Се надеваме дека нема многу да врне, али попладне се очекува да заврне. Се гледаме повторно утре, се гледаме задутре, се гледаме секој ден до кампањата. И се гледаме нормално на изборната вечер, кога ќе ги анализираме резултатите од првиот круг.